Градот Подшара веќе со години е еден од најзагадените градови во земјава, но и во светот. Присуството на штетните PM10 честички во воздухот е често над дозволените граници, особено за време на зимските месеци, кога кон тоа придонесува и грејењето во домаќинствата. Граѓаните велат загадено и преку ден и преку ноќ. Велат надлежните знаат што треба да се стори и треба да ги преземат потребните чекори за аерозагадувањето да се намали. Не да е многу, премногу е. Кога најмногу се забележува? Кога се чувствува загаденост? Цел ден. Цел ден е све загадено. Да се качите горе, ќе видите како езеро е Тетово. Кое е решението според вас? Што треба да се превзема? И дали превземат надлежните? Тоа знаат тие надлежните што треба да мислат. Не ние граѓаните. Кој период од денот е најмногу се забележува? Па ноќу, во ноќните часови во главно, кога домаќинствата се греат, тогаш се чувствува загаденост. Кое е решението според вас? Што треба да се направи? Па решение, значи мислим со еколошко грејење, тоа би било решение и гасификација. Е загадено. Во кој период од денот? Non-stop je загадено. 24 сата е овде загадено. Никогаш не било чисто Тетово. Што мислите дека треба да се прави? Толку те. Треба владата, државата, никој друго не мисли ништо. Кога најмногу се чувствува загадувањето? Навечер? На вечер. Има мирис? Има. Затоа и не излагам да прошетам малку низ града од лош воздух. Мислите дека уште полошо ќе влијае сега и со вирусиве Да, и со вирусите, и со маглата, сега доле тоа ќе се меша и не знам што понатаму. Решение според вас? Решение знае владата што треба да направи. Ние бараме да стават некои филтери тамо вама, ама изгледа ништо. Граѓаните ни испраќаат и фотографии на кои се гледа дека за дел од загадувањето причина се индустриските погони. Од општината велат дека како мерка за справување со загадувањето се вршеше целосна замена на печките на дрва со високоефикасни инвертор клими. Оттаму информираат и дека се вршат контроли на мали претпријатија, но го потенцираат и фактот дека општина Тетово е една од најгусто населените општини. Во текот на целиот ден и изминатата ноќ во Тетово присуството на штетните PM10 честички е двојно над дозволените граници.